човек. Има едно дрво што расте на Тиквешко езеро и у Перу. И нигде на свет на друго место не расте. Дрво без плодови, без цветови. Има само стебло и гранки. И 4 пати во годината ја менува бојата. На пролете е жуто, летно време е црвено, есенско време е зелено и зимно време побелуе. Са не баш. И сега алузијата во книгата е Гол човек, демек карактерот човечки како се менува во животот и како се разголuje демек из книгата. Само едно прашање, јамачи оваа нација, каква е оваа ситуација? И нон-стоп тоа прашање, јамачи оваа нација, каква е оваа ситуација? Пасоши не се визираат, наркоманите кризираат, новинарите фризираат, а нашиве репризираат, па каква е оваа ситуација? Шетам из градот како зомби, на сите врати ставиле пломби, на секој 200 метра по едно комби и 5-6 случајно паднати бомби. Па добро луѓе, каква е оваа ситуација? Каква е оваа ситуација? Каква е оваа ситуација? Каква е оваа ситуација? Таква е оваа ситуација. Ова е рација на мојата генерација. Ова е рација на цела една нација. Ова е рација, ова е дегенерација. Ова е рација на мојата генерација. Да ти кажам комарос. Двајца другари. Генерација и многу добри другари. Ама не се виделе со години. Едниот успеал малце у живот, другиот тапа се шлаен из град без вез. И се наоѓаат у кафани. И овој што малце успеал у живот довел државна работа, ова го кара овој што не успеал му вика. Што си бе толку неспособан ти? Што си направија у живот? Дали си направија нешто у живот ти? Ој, ќути гледа. Знаеш колку си неспособан? Па и сестра ти, па колку е неспособна. Па ни да се отдаде, па ни да работи, не, ништо. Мајка ти колку е неспособна, боже вика. Јајца на око да не знае да испржи жена. Татко ти па колку е неспособан, па пијандура, па тој, па сви сте неспособни цела фамилија. Вика, а ти си најнеспособан од сви. Јутре вика у Куманово да се одржува светско првенство у неспособност, ти ќе освоиш друго место. И му вика, зашто бе друго место? Па затоа што си неспособен. Изгодире, брате. Зашто ме вика друго место? Увреден. Затоа што си неспособен да ти ебу све, да ти ебу. Ова е рација на мојата генерација. Ова е рација на цела една нација. Ова е рација, ова е дегенерација. Ова е рација на мојата генерација.
Донеси учец еден адвокат, бе, да му има мајка. Кај ќе ви беше крајот? Терај, бе, боли, бе. Како душа што боли, ништо не боли. Каков ефтин хотел, овој нема воопшто категорија. Конечно сон, двете чавки собарки ме изморија. А ти мораш ли, а ти мораш ли без мене да спиеш на новите розе чаршафи? Ова не е блуз, ова боли повеќе, боли посилно. Ова не е блуз, ова мава, удира, мира не дава. Ова не е блуз, ова не е блуз, ова не е блуз. Тргнав во потрага по малку нови, малку свежи, позитивни вибрации. Сите звезди над Стојаково смело излегле на нови бурни демонстрации. Седам во центарот на Македонија, во една чудна хармонија. Меѓу мене Боб Дилан и едно топло пиво стојачко. Зелено, вечерва сум расположен. Зелено, твој сум, сестро. Зелено, на вечер сум обично расположен. Зелено, иди нежна сестро. Зелено, ноќта си отиде дома и ми ги остави петлите да ме подсетат дека сум жив. Инаку петлите стојачки се уведени дека сонцето изгрева само заради нив. Некој пушти Сантана, а мојот пријател стана и рече по Европа кога Газел имал прилика во Базел да го гледа во живо Карлос Сантана. Во живо, браво му, икам дечко, ајво таа чест да акнеме насред село ти и јас уште по едно топло пиво стојачко. Зелено, зори сум расположен. Зелено, твој сум, сестро. Зелено, зори сум обично расположен. Зелено, иди нежна сестро. Зелено, Јавља ми се Мујо. Да? Вика, баба, јас сум у Пелинце, фаќај такси и доваѓај. Јако оде дракчет. И нема ми га Шопа отиша за Охрид.
И не знам, тој Зоки тамо, нема ми ги људи. И јавам се на 9-1. Викам една кола на Лесковачко 15Б, докуде до Пелинца, викам до бензинско, куде Бањко. И викам на таа нова. Знаеш ли куде е на Бањко бензинска? Знам. Добро. И доаѓа човек, баба. И сега ќе иду на викенд с мојо на 3 дена у викендицу куде Драгчета. И зимам си овој торбу и унутра лаптоп за книгу, торбу за гардеробу и гитару. И доваѓа авто, отварам позади и фрлям тој лаптоп, фрлям торбу и гитару улазам. Докуде е до Пелинца, до Бенско и шивамо. И излазамо на автопут. Чути он, чуту ја. Ја капут, свикери за браду. Ретровизор? Да, и чуту ја. Да не ме познае. И чути он, чути на 10 километра тамо негде. Пред да се сврти Драгоманце за Пелинце за овој. И вика ми, с музик озбилно ли се занимаваш? Таксистом. И ја викам, добро е, не ме познал. И викам, па, такој. Каде ќе ми дојде озбилно. И си чутам. Па имам бе ја еднога сина, па они па рап музику прави. А ти од Куманово ли си? Ја викам, не бе, од Скопје. Па што ти ли си? Ја му викам на гости. Па колку време си туе? Ја му викам, па 6 месеци. Од Скопје, гости, Куманово, 6 месеци. Не му е јасно. И чути. И пак, син ми тој, син ми ово, и више идеме на кај Пелинце. Драгоманце поминуеме, идеме на кај Пелинце. Имам уште 20 километра. И ми вика, и почна ми сере нешто. И вика, и он сам избори и ја да го откачам и глумам дека на мобилен правам муавет. Дека се јавувам некому за да не ме малтретира. А ја иначе кога се јавувам на луѓе и кога ќе го добијаме и прескрах тебе, ало Џамбазов на тебе. Прво се представувам, после да ми кажеш дали си ти или не си. Ало Џамбазов, овде што правите? Ја него да го лжам дека зборам по телефон, ама ми се испушта ова пошто ми е махинално јебика. Ало викам Џамбазов, овде што правите? И глумам муавет. И муаветов го глумам 10 минути за да не ме малтретира. И после више немам што да кажам ова. И као ајде чао и ги случам мобилниот. И докуде стигнаш? Да, и чути он, и продолжуваме чути, и ми вика, познаваш ли го тога Џамбазова ти, бе? Ја викам, кој е од извиѓење? Чути, он и вози. И вика, вози га ја, тога Џамбазова пред неделју дана, излаза од тој Хотел Хилс. Ја не сам бил у животот прво. Излаза, вика, пијан од Хотел Хилс, па нема паре. Па едва ga стави у такси. Па вика, вози ме на тој адрес, стави го у едну куќу. Стави го, вика, у едну куќу, остави го. Проживеа си тај човек, вика, много луд, вика, много добар човек. И јас си чутам, да. И на 5 километра више од таа бензинска помпа ке што ме чека моја, ме вика, уште за син му он. Вика, дај ми бројот телефон. Викам, брате, не давам ја бројот телефон тек такој. Нека дојде дете у кафе Цариград, јас сум таму сваки ден. Нека, а како се викаш, кога да барам? Викам, Игор. Погледна и задни 6-7 километра и што? Бе, остај пари му дам, не кеше ни да би земео. Си отиде и јутре да. Шоп ме зима са копелица да ме врати назад. И вика, што си му направија на колегу, бе? Што си му направија? Што си му направи? Викам, не сам направија ништо, он си направија сам. Ој му текнало и у такси станица отишол на кафе и викал, Џамбазов, што се изруга у пичку, вози га ја, вика, тога Џамбазов. Пијан. Излаза, вика, од хотел, да. Стави го у такси у едну куќу таму. Проживеа си тај човек. Много луд, вика, ама добар човек, проживеа си.
ova vreme, nevreme, daleku teško, ke prodreme, vladajat čudni tipovi, vokradeni džipovi, moralni grobnici i non stop jada trici zlobnici. No jasne sum tako, dojdi proveri, isprobaj me ti. Sakam da stanam B.B. King, kradam od Klepton, učam od Sting. Jednaš na vrvot, drug pat na dno i se pogrešno. Dvoboji na sekoj kjoš, isto kovo filmo, dobar grdi loš. No jasne sum tako, dojdi proveri, isprobaj me ti. Od svekogaš sakav, vakov bend, i baš mi je gajle, dal smevo trend. Jednaš na vrvot, drug pat na dno i veke dosadno. Kapnuva i po nekoj groš, isto kovo filmo, dobar grdi loš. No jasne sum tako, dojdi proveri, isprobaj me ti. No jasne sum tako, dojdi proveri, isprobaj me ti. No jasne sum tako, dojdi proveri, isprobaj me ti. Well, it's probably me. Isprobaj me ti. Well, it's probably me. Isprobaj me ti. Sad kako nema sakav Kumanovki ki se ubiju odmah. Well, it's probably me. Isprobaj me. Ali i pravi me cijela večer isti situaciji. Dosta je. Isprobaj me ti.